Работниците од фабриката за шински возила Колска повторно излегоа на штрајк. Денеска го блокираа локалниот воз што вози на релација Велес-Скопје-Велес во 11 часот и 40 минути. Последно што им е исплатено велат се 5000 денари од октомвриската плата. Немаат ниту платено здравствено осигурување. Затоа бараат надлежните сериозно да се зафатат со решавање на нивниот проблем, затоа што во спротивно најавија радикализација на штрајкот. Не знам што уште да побараме, нашите проблеми никако да се решат. Луѓе више ги изгубија и последните живци, бараат начин како да се реши проблемов. Едни од нив бараат више радикално да се настапи со штрајк со глад, други да го соприме скроз железничкиот сообраќај. Мора да се бара чаре некако да се реши нашиот проблем. Вака не може. Гледаме дека нема слух од македонски железници, од Министерството за транспорт, од владата. Нашиот проблем никако да дојде на ред да се реши. Што значи доени сме на тоа ниво, од октомври навака да немаме земена плата. Сега не се мешаме и ние у склоп на железници, кои што они и самите имаат право на протест за еден месец и штрикуваа и издействуваа. Ние друго немаме ништо освен да ги запираме возовиве и порадикални мерки. Од фабриката за шински возила информираат дека потпишан е договор за репарација на 80 товарни и 3 патнички вагони. Вработените не започнале со работа на овие вагони. Велат дека прво ќе чекаат да се исплати аванс, па потоа ќе почнат со работа. Само на обеќано ќе биде конкретно ништо. Значи, за да има нешто позитивно, бар требаше да ни дадат некои средства да почнеме со работа. Не е само да ти се обеќа работа да земиш без пари. Вие луѓе сепак имаат фамилии, имаат семејства кај што им се потребни пари, инкасанти, кредити и сето тоа треба да го исплатат. Од раководството на Колска денеска информираат дека до крајот на неделава ќе се доисплати октомвриската плата на вработените, а ќе им се даде и дел од ноемвриската плата. Авансот од новиот договор ќе се исплаќа во 2 дела. Така, од понеделник, работниците, велат од раководството на Колска, ќе го добијат и останатиот дел од платата за ноември. Во меѓувреме, менаџментот потврдува дека во текст се преговорите за припојување на фабриката за шински возила Колска кон македонски железници.